Обрекот на денот не започнува токму сега, за некого веројатно нешто можеби ако станува малку порано како ние во утринска на тема некаква ужина. После појадокот за многумина предлог за оно кое што можете да си го направите во текот на денот и да се освежите. Ако веќе на нашата генерална најави на почетокот споменавме, а не следевте, дека денеска ќе зборуваме за оној мал мокен зеленчук, за многумина можеби не е умилен и не толку чест во менито, но апсолутно потребен, а тоа е прокелјот. За прокелјот и за две варијанти на свежи салати кои што одат во комбинација и со друг сезонски зеленчук во продолжение во нашата кујна во утринска на Телма, нашата нутриционистка Билјана Ристевска. Билјана, добро ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата. Се договоривме денеска да зборуваме за прокелјот, бидејќи ете како што кога се договаравме или констатиравме, а веројатно тоа оние кои што го практикуваат прокелјот во одредена комбинација во својата исхрана знаат и веројатно се информирани за тоа кои се придобивките од истиот по нашето здравје, ама многумина некако гледаат да го трнат на страна, не толку умилен. Ќе кажеме зошто е тоа така, можеби поради некоја специфика во својот вкус, но од друга страна превладува веројатно она кое што прокелјот го прави во нашиот организам. Има многу важни и состојки кои што би требало да ги конзумираме. Така, не фер и некоректно исфрлен или од нашата исхрана, односно подзаборавен, зошто веројатно од причина што некако нема некоја голема реклама за прокелјот, се нешто нели поразлични салати сме навикнати да јадеме. Супи, чорби правиме со други одредени намирници, иако е многу адекватен исто и за супи, и за чорби, за варива, за потпечен во рерна. Некако го избегнуваме од храната од причина што и морам да напоменам поретко го има во маркетите, по пазарите и некако луѓето го одбегнуваат од причина што вие напоменавте дека знаат за хранливите вредности, меѓутоа ретко се оние кои што знаат што би внеле кога би сконзумирале одредена количина на прокелј. За жал е така, инаку прокелјот во реалност и нели научно да кажано една мала ризница на здрави компоненти, содржи на вистина хранливи материи кои што не треба да бидат изоставени од нашето дневно мени. Има голема количина на протеини, содржи омега-3, омега-6 масни киселини во самиот, содржи растителни, односно диететски влакна, голема количина на витамини и одредена количина на минерали. Со самото тоа, слободно нели може да се каже дека навистина супер храна и дека нели треба да биде застапен на секојдневното мени кај од најрана возраст од кај дечињата па нели до најстара возраст. Содржи исто така голем број на, односно голема процентуална застапеност на антиоксиданси. Со самото тоа се грижи за нашиот имунитет. Да, оние ретките што го потребуваат почесто во дел од годината знаат, но тоа веројатно е мала бројка ако зборуваме за повеќе и подетални информации токму за сето она кое што го прави прокелјот со нашето здравје. И секогаш кога кажуваме и зборуваме и правиме одредени рецепти тука во нашата кујна, велиме дека тоа треба да биде сезонско без разлика во кое годишно време се наоѓаме и го ставаме на тоа акцентот. Па така и денес ќе го популаризираме прокелјот и ќе направиме нешто вкусно. Тука имаме меѓу другото наут, кој што исто чест и во примена тука во нашата кујна, верувам и во домашните кујни на нашите гледачи. Спанаќот кој што ги имаме сега на пазарите свеж и често на менито во различни форми. И имаме зелка и морков кои ги правиме и ги комбинираме најчесто во салата. Пченка и брусница. Да. Две комбинации рековме ќе направиме. Така. Која со која и зошто е баш таа? И сега како ќе го искомбинирате прокелјот во која варијанта? Тоа е нели ситуација на вашата имагинација, малце креативност. Инаку оди во комбинација буквално со се, така да нема да погрешите во која нели варијанта да го направите. Оди и со марула, значи оди и со брокула, без разлика што се исто сродни со брокулата, меѓутоа секако дека оди во многу разновидни комбинации, посебно во овој период од годината каде што навистина на пазарите имаме голема количина на свеж зеленчук, па така да нели наше да малку бидеме покреативни, да поиграме во кујната, да направиме нели одредена комбинација со прокелјот. Првата салата би била нели со наут, спанак и прокелј. Ќе додадеме тука малку брусница, малку семки од лен, сончоглед и
чија семе и сусам исто така. Другата салата ќе биде со наут, со зелка, морков, прокел и ченка во која што исто ќе додадеме домати, нели брусница. Одлично. Додека го правиме тоа, јас исто тука ќе земам една даска да можам да помогнам, сето тоа да биде на време направено. Видиме според сечија креативност и нели имагинација како и на кој начин сака првенствено да му изгледа оброкот, односно салатата, а потоа што исто најважно да биде вкусна и здрава. И ова е комбинација во која што не може да се направи промашување. И ние тоа денеска прокелот исто може нели да биде и цел, може да биде и исецкана половина на четвртина, да, баш има форма на мало зелче и внатре кога ќе го погледнете баш нели со такви ливчиња како зелката. Морам да напоменам дека има многу, нели, ние секогаш велиме превенирај пред да се случи нешто. Прокелот има добра улога во антиканцер, заболување кај простата и дебело црево, од причина што самиот прокел се грижи за добрата дигестија на храната, со растителните влакна кои што ги содржи, меѓутоа и се грижи за добрата перисталтика на храната и за доброто здравје на цревата. Со самото добро здравје на цревата, односно чисти црева, ние превенираме против канцер на дебелото црево. Материите кои што ги содржи пак во самиот себе, содржи голема комбинација на добро искомбинирани, значи материи, меѓу кои најважно е синегринот, кој што се грижи за да не дозволи, односно не дозволува да се развиваат малигни клетки во организмот или доколку ги има веќе, нели, се грижи да ги уништи, односно да ги елиминира од организмот. И со самото тоа е навистина супер храна, храна која што треба да ја конзумираат и повозрасната популација, онаа популација кај која што може би ова е некој модерен хранлив производ, односно зеленчук, меѓутоа не треба да биде никако исфрлена од исхраната. Морам да напоменам дека треба да биде да се јаде или во сирова форма, вака како што е сега ние кој што го подготвуваме, или 2-3 минути во вода која што врие, со малку солца, да се остава 2 до 3 минути овие главички и така после тоа да се конзумира. Ако зборуваме за редовна примена или употреба на прокелот во нашата кујна, колку би било тоа? Колку е препорачливо? Па да, или нема ограничување кое што би донело нели до негативен ефект во организмот. Буквално и секој ден да ставате 5 до 6 главички во одредена чорба, супа дома што се подготвувате или во манџичка, нема да има никаков проблем по организмот, посебно кога додавате вака во салати. Сега нели сезоната кога е, тогаш се конзумира, така да нема се предозирате во секој случај. Затоа што сега е сезоната, во текот на летниот период го нема, така да или може да го има во замрзната форма, меѓутоа тогаш нели некако организмот не го бара, па не го конзумираме, како сега што е доматот. Тоа е денеска така случајно на трапезата, инаку не му е сезоната и не му е време. И да, и тоа видно се забележува, но добро да речеме да биде разнобојно и да биде онака како што нели велиме не украсува и трапезата, затоа што првенствено и тоа е дополнително нешто кое што го зголемува нашиот апетит. Кој што го мами окото и го зголемува апетитот. Да, доматот да го исечам така како што би требало за салата, така не е некоја друга форма. Добра. Она кое што веројатно многумина кои имаат прашања и дилеми, се обраќаат токму кон вас нутриционистите, се секогаш првенствено поврзани со здравјето, а понатака и со доколку имаат некаква желба за или зголемување или намалување на тежината. Најчесто намалување, но постојат и такви кои што може би сакаат и некој килограм плюс. Тука каква улога има и сезонското овошје и сезонскиот зеленчук, ако исто споменеме, што за жал постои, дека има луѓе кои многу често го имаат исфрлено и овошјето и зеленчукот или пак многу минимално го практикуваат во својата исхрана. Тоа е на своја рака. Знаете како ние, мислам, професионално, односно научно, одредени зеленчуци и овошја во текот на диетата можеби ќе бидат елиминирани во одреден период, меѓутоа никако не смеат да бидат изоставени во текот на целокупниот третман, односно диетата не трае месец или два. Значи, замислете, некој пациент ви доаѓа 2-3 години, вие да му елиминирате банана, да не му давате 2 години или 3 да јаде. Мислам, нема логика. Тоа го прават пациентите на своја рака, затоа што слушнале бананата дебели, компирот дебели, олизот дебели, одма ги исфрлаат од исхраната.
тоа нели како од овошки и зеленчуци. Меѓутоа, моја препорака е никогаш да не елиминираат ништо од исхраната, затоа што килограмите секако ќе се намалат, треба само да се направи добар баланс кога и зошто да се внесе одреден хранлив намирник. Да, разновидната исхрана за која што зборуваме. Точно, и сега количината да биде секако ограничена, не може вие да изедете 5 банани, практично 5 јаболка да изедете, па ќе бидат нели нюс ефект ќе дарат во точно. Инаку во нутрицијата како наука нема не за ништо, освен за нели производи кои што се добиени индустријски, кои што се нели третирани на повеќе начини, кои што има додатоци во истите. Да. Како што се нели чипсови, сосови, одредени други нели намирници, меѓутоа од овој зеленчук и храна која што е пласирана како здрава храна нема не, туку има само добро дозирање, време кога треба таа да се сконзумира и баланс во дневното мени. Така е. За жал имаме и многу хронични заболувања или луѓе кои што за жал мачат со хроничните заболувања, како што пак нели исхраната треба да е поспецифична, па тие со редовни советувања точно знаат од што повеќе или од што помалку или колку тука е всушност важен балансот. Па ако зборуваме за сезонскиот зеленчук, кој што меѓу другото денеска ни е тема, ако нели акцентот ни е на прокелјот, тука го имаме и карфиолот, имаме и брокулата. Колку тие се препорачуваат за кого, односно за кого помалку и дали прокелјот, бидејќи тука ги немаме карфиолот и брокулата, одат во таа комбинација или тоа може да биде сепак тешко за дигестија? Зависи за каква дијагноза станува збор, сега веќе кога зборуваме за нели болни пациенти, некаде може да се случи и самиот прокелј да прави проблем во зависност од состојбата која што има пациентот. Доколку е примерно канцер заболување на некој орган, во зависност во која регија се ограничува внесот на одредени хранливи продукти. Сето тоа зависи од дијагнозата. Двајца пациенти со иста дијагноза не реагираат исто на иста храна. Исто да им дадете да конзумираат, од причина што нели организамот на едниот и организамот на другиот не се исти. Кога дошло заболувањето не биле во иста форма и кондиција. Значи затоа се прават тие индивидуални менија, односно начини на исхрана за секој пациент. Двајца пациенти со канцер на бели дробови не реагираат исто на храна. Двајца пациенти со канцер на дебело црево не реагираат. Иако на пример најдобрата комбинација на храна ќе направите, нели ќе ја дадете, односно ќе индивидуален пристап. Секако. Кога сме кај прокелјот, морам да напоменам дека превенира против остеопороза, што е многу важно за жените кои што влегуваат во менопауза, па и за повозрастните жени. Понатаму е добар, како што напоменав, за имуниот систем, за здравието на срцето, бидејќи содржи калиум, кој што пак ја регулира работата на срцето и крвните садови преку нели добриот баланс на клеточни течности што ги имаме во организамот. Железото кое што го содржи е добро за создавање и продукција на црвени крвни клетки, на црвени крвни зрнца. И оние кои што се анемични да го надополнат. Треба да се конзумира кај пациенти кои што имаат дегенеративни промени, како што се реумата, како што е ишијасот. Значи при артритис треба да го конзумираат повеќе тие пациенти кои што имаат вакви состојби. Така е. Што се однесува до да речеме периодот кој што е премин од едно кон друго годишно време, а некако имаме уште еден месец и пол до пролета која што можеби многумина од нас ја очекуваа да ни тропне наврата, но нели и препораката во однос на тоа е никогаш да не се прави драстичен или да не се прават драстични нагли промени да се прават кои што секако влијаат добро на нашиот организам, но драстични промени не ако зборуваме во однос на токму тргнувајќи од таа поидовна точка да бидеме со полесна храна или многу ќе речат детокс денеска па сумна течности и така. Нешто што исто дава контраефекти и е од различни извори, не толку соодветни на несоодветни, поточно не толку вистините. Точно. Знаете како тој термин детокс некако стана многу популарен и секој на своја рака се нели обидува и решава да направи детокс програма или детокс ден, еве како што го напоменавте вие. Што тоа значи? Дека вие до денес сте конзумирале се и се што и утре ви текнува, вие ќе бидете само на вода. Вие правите стрес на организамот, односно ќе бидете не знам на салати, можеби не знам кој како го терминира детокс денот. Значи тоа е нагла промена, не треба да има никогаш и за ништо. Значи не може и за физичка активност, не може вие од пасивна состојба не сте завртеле 2 километри и сега ќе се качите на водно. Прва физичка активност ќе биде качување на водно. Значи нема логика и не е оправдано за
целокупното наше здравје и здравствена состојба. Зошто? Затоа што вие до денес сте внесувале 3 до 3.500 калории, сега пример го кажам, а утре сакате да го детоксицирате телото и можеби ќе внесете само 500 до 700 калории. Што вие правите со тоа стрес? Да. Вие не правите детокс на вашиот организам за еден ден. Значи тоа треба постепено, ден за ден да го воведувате телото ваше во програма на детокс, каде што секој ден ќе намалувате. И кога ќе стигнете веќе до тој детокс ден еден, вие ќе бидете спремни да го издржите тој ден. Поентата на детокс програмата и детокс деновите не е да издржувате, туку да уживате. Да. А често пациентите да се го мачиме, издржава, зашто што се издржува само казна. Да. Друго ништо не треба да се издржи. Сето друго треба да биде уживање, меѓутоа до тоа уживање се стасува макотрпно. Затоа што нели треба да се промени целиот начин на исхрана за кој што дел од пациентите со кои што јас работам не се спремни. Знаете како ние сакаме брзи инстант резултати. Ќе дојде сега, нели, веќе февруар, леле до април може да им симнам 10 килограми. Немојте мислам нема. Тоа ќе ми беше следното прашање. Оние кои што доаѓаат имаат некаква желба да ја направат промената и се решиле категорично тоа да го сторат и да бидат дисциплинирани, да кажеме. Така. Ако не првото, второто прашање сигурно е за колку време ќе се видат првите резултати. Веројатно и тоа е Они веќе не индивидуално. прашуваат за колку време, ви кажуваат. Значи јас сакам до мај 15 килограми тоа. Јас, сведок сум на тоа, мислам можам и стојам позади тоа дека не прифаќам таква соработка со пациентите од проста причина што мојата работа, мојата професионалност говори прво за добро здравје, понатаму за намалување на килограмите. Нутриционизмот, односно нутрицијата како наука, не е наука за слабење, многу погрешен термин и многу погрешно не доживуваат нели гледачите, пациентите од проста причина што сметаат кога ќе рече дека сте нутриционист и ја треба дам за слабење, не зошто. Нутрицијата е цела наука која што со тој начин исхрана ќе се доведе килажата нормално. Кој што води пациент кон добро здравје. Затоа што секој кој дошол да намали килограми, верувајте ми, значи 90% од пациентите кои што дошле кај мене да намалуваат килограми имаат одреден вид на состојба, односно заболување. Дали се тоа покачени масти, дали се тоа покачени нивоа на гликоза во крвта, дали се болки во вратот, кичмата, колената, од самата тежина што им нели притиска неистите, значи никој не дошол идеално здрав кога има одредена килограми плюс, значи прво тоа се 10, 15, 20 кг, понатаму веќе тоа се пациенти кои што се и на терапија. Така е. Што значи дека првенствено да се фокусираме на здравјето, за здрава исхрана, а потоа секој се дојде на Точно, да не очекуваат пациентите резултати нели преку ноќ, меѓутоа да веруваат во она што го работиме, примарно дека е тоа добро за нивното здравје, понатаму дека овие резултати, односно ние сега што го работам со моите пациенти, например оваа година, дека тоа не дава одма. Привидно ќе даде одма. Јас знам што е нивната желба, нели практично кажува што сака да слушне пациентот. Да, јас добивам со нив, за ќе намалат килограми, меѓутоа секогаш им велам на сите мои пациенти, ова што сега јас го работам со вас, ќе ви се исплати за 5 години од сега. Да, затоа што тога они за тие 5 години ќе стекнат навики, тоа што не ќе почнат да ги берат плодовите. Сега што сме направиле, ние дошле 3 месеци, готов аплауз од Билјана ги ослабе, не знам 10 килограми, јас го пуштам пациентот, односно тој си оди од кај мене, за некој десетина месеци веќе видите дуплиран. Резултатите се гледаат на подолгорочно ниво, односно подолготрајно и кога веќе тоа ќе се стекне навиките сами по себе се стануваат да не мора да се присилуваме тоа да го правиме, туку едноставно дел од нашиот живот или од секојдневието и понатака веројатно се е полесно. Ако зборуваме за нешто кое што треба да биде стил на живење или квалитетен начин на живот, тогаш тука кажуваме нели и здравата исхрана, но и физичката активност која што треба да се практикува. Советите се секогаш тука и препораките, дел од нив да ги кажеме, дел од нив да ги потсетиме и препорачаме и она кое што постојано го коментираме е дека ништо подобро од свеж зеленчук и овоше кое го имаме за среќа во изобилие и ние тука го имаме и во нашата кујна. Еве при крај се овие наши две вкусни свежи салати во кои што акцентот рековме го ставивме на прокилјот или овие мали зелчиња, а сепак толку мокни. Еве ги, значи салатките се при крај. Некогаш и вие напоменавте, ти кажа сега Ивана дека треба да ги потсетиме. Гледачи, некогаш треба и малку да акцентираме што треба они да прават, заради тоа што се почесто сме сведоци на диагнози кои што не биле карактеристични за одредена возраст на пациенти, сега се соочуваме со истите. Од нарана возраст има дечиња кои што
дечиња, кога говорам, тоа се до 12 години, кај кои што нивото на холестерол и триглицериди во крвта е навистина на ниво кое што веќе представува опасност по здравјето на кардиоваскуларниот систем кај дечиња. Затоа треба да се дава акцент цело време, значи не е само подсетување, зашто на луѓето им треба да подсетим, меѓутоа треба да се акцентира и дури да се биде, јас некогаш велам и досаден, меѓутоа, оние популацијата, односно иднината наша, дечињата наши, треба навистина да се хранат здраво, да раснат здраво. Некако ние повеќе даваме, нели, акцент, односно се правдаме и бараме оправдување во брзото темпо на живот, во стресниот начин на живот, а кој ни го прави таков? Самите ние. Доколку ви решите стоп, денес се може да почекаме, јас ќе направам една здрава салата, еден здрав оброк и сето друго ќе биде пак завршено, без нели многу паника, без нели многу давање на значење колку сме ние тоа зафатени, колку е ние тоа работа. Да, и колку ќе јадам после или ќе јадам што успеам. Да, нели попатно, тоа не некако ни дојде, као ај ќе земам нешто по пат, ќе каснам, а ова другото го занемаруваме, затоа што е потешко нели да се направи. Така е, да. А не е толку тешко како што можеме да видиме. Ние узмуавот го направивме. Да, узмуавот и сецкавме и кажавме што е важно и што се може да биде придобивка од една ваква вкусна зелена свежа салата, сезонска, освен доматот, која што можете да се направите, се разбира дома. Билјана, благодарам за овие совети, благодарам што ви имаме почесто во кујната, за да можете вака на некој начин да ги отвориме и очите и ушите на нашите гледачи и на оние кои што можеби и им треба подсетување, им треба одговор на одредени прашања, кои што знаат да ве контактираат и да се советувате, па во следна прилика со нови рецепти се гледаме повторно. Благодарам многу, поздрав до вашите гледачи.